Здравствен дом Куманово денеска преку промотивно-едукативен и креативен настан организиран на градскиот плоштад ја одбележа Европската недела на имунизација. Секоја година традиционално се одбележува последната недела од април. Нејзината цел е да ја подигне свеста за важноста на имунизацијата во спречувањето на болести и унапредувањето на здравјето. Во Куманово опфатот со МРП вакцината континуирано е низок и изнесува под 50%, истакна раководителката на превентивна здравствена заштита во Здравствен дом Куманово, доктор Валентина Богоевска-Димитриевска. Еве, гледате овдека дека се собравме, ова се моите, да кажам, вакцинирани другари, кои што редовно доаѓаат и си својата должност ја извршуваат и затоа ги поканив за да бидат пример за оние другите кои што се размислуваат дали да се вакцинираат, дали да не се вакцинираат. Секако сите знаеме дека недела на имунизација е манифестација која што се одржува секоја година, меѓутоа еве како секој ден нека ни биде недела на имунизација, така да ги повикувам сите дечиња, значи нивните родители да си обрнат внимание затоа што имунизацијата не представува само заштита на себе си, туку представува заштита и на околината и на секој оној нас кој што е на сите нас што сме еден до друг, затоа што ако ние сме заштитени, треба да биде заштитени тој што е до нас, за да можеме сите да бидеме во заедницата заштитени, да се заштитиме од одредени болести и да не дозволиме, повторно да ни се враќаат некои болести кои што со вакцинација, благодарение на вакцинација, веќе се искоренети. Постои голема бројка, значи за овие 50 години веќе 156 милиони луѓе се спречени од болести. Затоа апел, значи она што го имаме и најголемиот бенефит од вакцинацијата во здравството, значи да користиме, да бидеме заштитени и секој да си прими вакцина во оној момент и во оној период кога треба. Значи затоа постои календарот за имунизација кој што треба секој да го почитува и сите да се придржуваме. Како град Куманово, да кажам, е на пониското ниво на вакцинирање, значи тука кај МРП вакцината, ако зборуваме за МРП вакцината, имаме само околу 40, да кажам 50%, додека за другите вакцини веќе бројката и процентот е малку поголем, така да постои вакцинираност некаде до 70%, ама далеку сме до посакуваната бројка, така да работиме на тоа, да апелираме и до родителите, одржуваме некои предавања, значи одевме и по училишта за актуелната ХПВ вакцина, која што сега од мај месец почнаа да ја примаат и момчињата, така да таа е задолжителна по календарот за имунизација, меѓутоа еве постои некаква одбојност, дали е тоа информираност, дезинформираност за вакцината, меѓутоа сепак се надеваме дека се трудиме да го зголемиме процентот на вакцинација, така да мислам и дека ќе успееме со големи напори, сакаме да бидеме на повисоко ниво малку. Пертусис, картоните, дечињата што не беа вакцинирани, а што посетуваа градинка, веќе голем број дојдоа, се вакцинираа и веќе можеме да кажеме дека тука избалансиравме. И сега ова ни се редовните дечиња што доаѓаат за редовен календар за имунизација. Од денеска до 3 мај ќе трае акцијата за собирање на кабаст отпад во организација на јавното предпријатие Чистота и зеленило и општина Куманово по насоки дадени од Министерството за животна средина и просторно планирање. Акцијата се реализира на 3 локации: во Агино село кај црквата, на влезот на село Черкезе кај железничкиот премин и на излезот на технички преглед Аутофер на патот за село Режановце, информираат од комуналното предпријатие. Да се врати бистата на Магдалена Антова во Соколанскиот парк и да се одржуваат парковите и зелените површини во градот, бара општинската организација на СДСМ од Куманово. Барањата беа изнесени на пресконференција одржана во паркот. Инаку случајот со бистата е пријавен и во полицијата. На 27 декември 2023 година Кумановец пријавил дека во паркот Соколана недостасува бистата на Магдалена Антова. Увид извршила и екипа од секторот за внатрешни работи Куманово.
Паркот Соколана е едно од главните обележја во Куманово. Урбано и култно место кое заслужува почит. За жал, градоначалникот во заминување не се однесува одговорно и кон ова култно место. Пример за тоа е бистата на Магдалена Антова, која скоро 2 години ја нема. Градоначалникот е секогаш прв партизан кога се работи за популистички изјави во медиумите. Меѓутоа, тука, во Соколанскиот парк, на дело се гледа неговата почит кон нашите партизани. Магдалена Антова е народен херој, учесничка во НОП, членка на Карадачкиот одред и нејзината биста гордо стоеше во овој парк со години. Но, со квази реконструкцијата на Соколанскиот парк, ја снема и бистата на овој народен херој. Згора на тоа, неквалитетната подлога на патеките во паркот веќе станаа и пречка за безбедноста на минувачите и дечињата. Покрај градскиот парк и малиот плоштад, градоначалникот Димитриевски и со овој проект докажа дека ги троши парите на граѓаните на половични и неквалитетни реконструкции. Апелираме да се врати бистата на Магдалена Антова, да се почитува нашето културно наследство и нашите херои од антифашистичката борба, како и да се одржуваат нашите паркови и зелени површини кои така ги имаме во многу мал број. Од вчера започна санација на подлогата во Соколански парк од страна на фирмата Интеко до ОЛ Скопје, информира Општина Куманово. Поради извршување на активностите во периодот од 28 до 30 април годинава, целиот парк во овој период ќе биде затворен. Ги замолуваме граѓаните да имаат разбирање и да не го посетуваат паркот во овие денови, се наведува во соопштението на Општина Куманово. Годишен кумановец бил приведен ноќва во Куманово по пријава дека се заканувал на неговите родители и оштетил инвентар во неговиот дом, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Според надлежните, тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Каратистите на Кумановскиот карате клуб Ронин Доджо се вратија со 13 медали од 23-тиот меѓународен карате турнир Власотинце Опен 2025. Кирил Младеновски освои прво место во категоријата ката тим, како и трето место во ката поединечно. 2 златни медали освои Дамјан Стојановски во категориите ката тим и ката поединечно, додека Андреј Стојановски освои прво место во ката тим, а второ место во ката поединечно. Лазар Блажевски освои 2 втори места во истите категории, исто како и Марко Крстевски. Голем успех оствари и Емил Миленковски, кој се врати со дури 3 медали. Освои прво место во ката поединечно, второ место во ката тим, додека со бронза заврши во поединечните борби. Нема поголема награда за тренерот кога неговите ученици ќе направат резултати вредни за почит. Потребни се години на упорен и истраен труд да се дојде до квалитет и да може надпреварувачот да дава резултати. Мојата верба во моите ученици донесе плодови, тоест медали. Никако не треба да ја заборавиме тука и поддршката на родителите во целиот процес на подготовки и надпревари. Тој свет триаголник учител, ученик, родител мора безпрекорно да функционира за да може да остваруваме резултати и да имаме здрави деца спортисти кои во иднина ќе бидат совесни и честни граѓани, изјави тренерот на Ронин Доджо Оливер Милорадовски. Од 2 мај годинава јавната установа Национален парк Шарпланина почнува со систем за наплата на влез на моторни возила на територијата на паркот преку праќање на SMS порака или скенирање на QR код. Треба да платат сите посетители кои со моторни возила се движат по дозволените патишта низ паркот, а ослободени од наплата се жителите на селата, собствениците на приватни имоти, како и правните лица регистрирани на територијата на Националниот парк Шарпланина, се вели во соопштението. За мотоцикли и автомобили на доместокот изнесува 150 денари, додека 250 денари за комби и минибус до 20 седишта. Автобусите и тешките товарни возила ќе треба да плаќаат по 450 денари. Ако цените нагло почна да скокаат од четврток, кога истекува сегашната мерка за ограничени маржи до 10%, мерката може да продолжи, најави денес заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски.
Ако има потреба, би продолжиле со мерката. Ако нема, тогаш останува пазарната економија да ги регулира цените. Се надевам дека поучени од минатото, сите оние учесници во синчирот на трговијата ја научија лекцијата дека пред се треба да бидат граѓаните и заштитата на животниот стандард. Ние сите заедно треба да направиме се за да го заштитиме стандардот на граѓаните, односно да не правиме вештачко подигнување на инфлацијата и на цените кога нема економски услови за тоа, односно да ги почитуваме законите на економијата, рече заменик министерот Ристевски.